Ај зборни да видам дали те има во не? N2. Да, те има. Добро. Откочени сум ја. 1-2, откачени сум ја, имаш и таква песна некоја? Не, сега се идем. Сега ти текна. Можи? Да. Драган Теодосиев, добре дојде во подкастот Джез од денес. Добро ве најдов. Подкаст наменет за промоција и афирмација на современата македонска джез и современа музичка сцена. Како си? Одлично да ти кажам, еве само што стигнав од Кочани. Како новата? Знам дека имаше Па, ексидент. малце недела време порано ги фрдив штаките. Па тоа е добро, значи. Може на добро ќе излезе. Видим, Така да за здраво и Аха. полека почнувам се враќам. млад човек побрзо заздрав. Така е. Така. Што не сум толку млад веќе. Па, добро. Сепак ти си во таа, да речам, помладата генерација. Да. Инаку си студент на джез одделот при Гоце Делчев Штип Вече и си. мислам дека, да, добро, не ќе да речам вече студент, ама ако по нешто е препознатлив одделот и секогаш нели имаме некаква паралела, ама и оцет, така. Добро, ајде, кој е Драган денес? Што прави Драган денес и што е она што ти го исполнува денот? Драган денес во последниве 2 месеци се занимава со заздравување на нога. Меѓутоа се занимавам и со промоција на сопствените проекти, кои во последно време ги имам многу. Ради нивната природа побрзо се за работа, пошто во последно време повеќе се занимавам со слободна импровизација. И снимев доста работи во последните неколку месеци со луѓе од Македонија, со луѓе надвор од Македонија, со Така. луѓе од Грција, со руси, со американци, снимив неколку носачи на звук дигитални да ги речам. Добро, дигитално издание. Така, слободна импровизација. И со тоа бев преокупиран периодот, поготово со работката со мојот постар колега од Грција, Николас Кордас. Со него остваривме неколку проекти. И така, на тоа бев фокусиран изминатиот период. Сега почнува летниот период и почнуваме со подготовка и за тие мини турнеи некои, нели, што обично се случуваат летниот период. Летен период. Да. Добро, млади луѓе ќе го гледаат подкастот, се надевам, и може и некој постар ќе го гледа. Инаку имаш многу препознатливо презиме, така? Јас знам Така. приказната, ама добро е да кажеш, бидејќи Теодосиев има еден многу голем музичар во историјата на македонската музика, пред се традиционална, но ти си покрај тоа што се занимаваш моментално со джез и си голем познавач на фолклорот и традицијата, тоа малку луѓе го знаат. Така да, ајде нешто за Чичо ти, како иде? Чичо? Дедо. Дедо. Дедо ми така. е тоа, он е на татко ми Чичо, уствари. Така. Станува збор за Стево Теодосиевски. Тој е човек кој ми е дедо, на брат на татко ми. Така. Ама у принцип е роден во куќата кај што живеам. Така. Јас Така. во Кочани. И да, многу голем дел од животот го поминав преслушувајќи ја неговата музика. Најверојатно од таму и добив толку голема љубов према светската музика. Така. Пошто не знам, луѓе од Македонија малку знаат, меѓутоа него во пошироки рамки го сметаат и како еден од пионерите на кросоверот, вкрстувањето на источната естетика со западната естетика, еден од првите кој почнува да во Европа да користи мотиви од индиска, од пакистанска, афганистанска и така натаму и друга источна музика, заради тоа што во неговата младост, со неговиот ансамбл многу патувале во тој дел од светот, многу прибирале од таму знаење и после ги враќале и ги снимале овде, Зборуваме за 50-тите години? по 50-тите, 60-тите, да. 50-тите, 60-тите, значи зборуваме за Југославија. Така. Така и во тие братски земји кои што биле, претпоставувам, Обично. од советскиот блок неврзаните. или уствари Неврзаните. Од неврзаните, аха. Да, моделе, например, свирале турнеи по 2-3 години. Да, тоа знам. Нешто што, например, денес во современо време, out of mind да го направи некој било кој да е артист, не само од Македонија, туку и пошироко. Треба да се
што викаат на сленг кажано камиказа. За да ги правиш тие. Добро, ама начинот на кој што денес се слуша, се чувствува и се живее музиката е многу различен по начинот на кој што било во 50-тите, во 60-тите години на минатиот век, но од друга страна и поддршката спрема артистите е многу поразлична денес, многу е поразлична во минатото. Добро, пред да ја фатиме таа пред се социолошка тема, сакам да те прашам кој беше твојот пат да стигнеш до џез. Претпоставам поимот џез не ти се допаѓа многу, бидејќи ти си од таа другата страна која сака импровизирана музика. Така, немам проблем со поимот џез, само што во последно време тој е многу широк поим и веќе влегуваат многу различни музички правци кои скоро и да немаат многу додирни точки. Така. А имаат уствари, ама Добро, ама знам дека свириш и хеви метал, што е Свирам, и да. ти е една од првите љубови. Така да ајде малце патот од хеви метал, па некако како стигна до во кратки црти да бидиш ајде современ импровизатор, можеби најдобра категоризација за тебе. мислам дека одговорот лежи у тоа што уште од како дете, уште како мал секогаш бев опкружен со луѓе што слушаат џез, поготово фјужн, рок, фанк фјужн и таква ствари. Од дете и уште од дете ги слушам од секаде тие ствари, додека можда у тој период таа бунтовност што имав у мене ми налагаше да слушам нешто различно од тоа и најверојатно сакав да слушам и друга музика кај што свират виртуози и тука прво што ми залепи тој потежок звук на хеви метал, кај што исто, нели, се одликува со виртуозност во свирењето и така натаму и така натаму. Познавањето на инструментот. Така. И кога почнав да свирам хеви метал, автоматски почнав да размислувам на моја музика, на авторска музика. Така, јас. И уште од најмали години најдов луѓе во мојот град кај што ќе бидеме изложени на компонирање музика, на правење, на снимање на собствени демоа. Во тоа време беше екстремно тешко. Незамисливо беше да најдеш. Збораш за 90-ти, не, рани 2000-ти. Рани 2000-ти, зборам за 2003 година. Си таа генерација, ти во 90-та беше мал беше. Да, 2003 година веќе почнавме да 2003-2004 више 2004 веќе мислам дека имавме снимано првото демо, тоа беше мојот death metal band Inion. И бевме прилично деца. Меѓутоа јас подоцна заминав за Битола да учам музичко средно. Ово не знаев. Ми немаш кажано или сум заборавил? Па не, вајде си заборил, сигурно ти јам кажам. Добро ти Ја отидов у Битола и таму почнав да откривам нови работи. Тапани учеше во Битола? Ударни Да, инструменти? кај Вангел Шуровски ударни инструменти во класата на Вангел Шуровски. Тој патуваше Скопје Битола. Да, патуваш. И многу научив од него. Сега ми текна готово, го имаме Да. време моето. Многу научив од него и многу научив и од битолчани, пошто таму културата за хеви метал беше на едно повисоко ниво, имаше и кафичи кај што се луѓето разменуваа, многу повеќе луѓе имаше. И у Кочани исто имаше луѓе кои што разменуваа музика, меѓутоа таму беше многу поголемо и дојдов до нови ствари и така почна да ми се подоцна отидов во Скопје. Чеки тур сме кај Битола, Савајко станав, на Facebook излезе Metal Discharge. Да. Фестивал во Битола има хеви метал фестивал кој е 7-8 година, кој има. Па да, со мал прекин Да. трае. Антонио го организира, да. Така да поздрав до нив, тие се така. супер, да. И Бојан од Бурбон. Они се пример за тоа како ако со издржност се постигнуваат работи, пошто еве Сега ќе има две вечери. Две Прв пат има вечери, две вечери имаат на кампинг. ракометно мислам дека го така, прават. ние свиревме лани со Супер Shock си Troopers, ти, има супер. фантастична посетеност и тоа што ме изненади е дека фестивалот почна у 6 сат преку ден имаше луѓе. Го гледав, лајнап имаат 8 бендови, Да, она 16 бендови, ама кратки сетови. Првите свират 20 минути, другите по 40, некако така, ама добро е затоа што секој бенд си има своја публика и не Апсолутно. си имат како се вика една дружба и многу е битно што многу им се посетени концертите. Еве јас лани гледав слики. Малце сум веќе постар за Так. таа музика, за тој звук.
Ама од друга страна пак секоја чест. А знам дека мака мачат исто со да бидат препознати, да бидат чуени, нешто што ако направиме паралела исто се случува и со џез фестивалите во Македонија. Добро, значи тој ти беше патот преку хеви метал. Так. Мислам дека едно битно влијание имаше тоа што дојде во Штип на џез одделот. Апсолутно. Мислам дека тука беше прелом на онај момент, бидејќи Апсолутно, студираше да. кај Алек. Така. Алек Секуловски инаку свиреше Ворион и некако блиска се крв си најдовме најдовте. на таа. Да, ем heavy metal, ем death metal, ем jazz и мислам дека доста научи. Апсолутно. Ај за тој период од животот малку. Да, ќе кажам прво како ми дојде идејата, пошто ја слушајќи метал влевов во авангарден, експериментален метал и тука дојдов во допир со некои џез артисти кои што соработуваат со авангардни џез артисти кои што соработуваат со авангардни метал автори. Аха, ево интересна врска. Да, мислам дека најголемата врска беше Џон Зорн преку неговите кросовер проекти. Добро. И кога почнав да истражувам дискографијата, пошто прво ме фасцинираше тие во тој период 400 албуми, сега кој знае колку се. И Добро. почнав да го истражувам и почнав да ги сваќам работите, почнав да ги сваќам поврзаностите помеѓу тие Концептите да ги препознаваш, Така. претпоставувам. И тогаш голем дел од моите колеги од Кочани во тој период веќе беа запишани во Штип и сите ми збореа за тоа дека е одлична енергијата таму, дека се учи, дека има луѓе, дека е интересно и пред се дека Алек Секуловски е професор. Јас Алек го знам од дете како легенда и го имам гледано и како дете во Битола со Теодоси Спасов, ме фасцинираше. Исто бев запознаен за неговата работа со Тони Китановски, со неговата работа со Фолтин, нормално во метал круговите е легендарен бумјар исто така. И кога ми кажа дека Алек е таму, јас реков време е сега да завршам средно, пошто средно учев 8 години вонредно и да се запишам факултет. И отидов Значи ти имаш историја на учење. Историја имам неверојатна По институции, со супер. институции. Одлично. Имам некоја фобија неверојатна Добро. од училници. И отидов со Алек, имавме фантастична конекција, прво така со мало расправање околу сите тие Добро, работи. нормално, знаеш. Ама да, тоа е за мене добар почеток на комуникација. И многу научив од Алек. Така. И не само од Алек, туку од целото обкружување таму. Таму бевте вие, таму Така. беше Тони, а таму бе Алек како поддршка многу голема во тоа време. И во тоа време почнавме да свириме со Шикачи ансамбл. Така, Со одличен. Благојче, со Пенчи, Одличен солисти, бенд. тоа беше фантастично. Свиревме, не свиревме наши композиции, свиревме стандарди, свиревме некои модерни композиции, меѓутоа начинот на кој ги свиревме беше доста автентичен и во тоа време добро пројдувавме по локалите во Македонија. Сега за жал поради тоа какви ни се условија во државата, сите они тројца заминаа од Македонија. И останав сам. Пенче сега во Германија. И Пенче и Ристи и Се Благојче занимава во Германија. и Благојче, Благојче да. се врати, Благојче сега ќе оди на брод да работи како тонец, меѓутоа Ристи Работеше во Сител, мислам, Благојче. работеше во Сител, да, па отиде во Германија работеше и сега ќе оди ќе работи како техничар, тон техничар на брод. Што е Многу тешко, толку Да, талентирани. сите тројца се многу талентирани, фантастични музичари, музичари. да, видиш, па тоа е уствари грижата за институциите за младите, она што ние секојдневно го живееме и поради која една од битните точки зашто е направен и го измисливме овој подкаст едноставно да кажеме реалната слика за која што артистите денес ја живеат и оние кои што се активни чинители на современата македонска џез сцена, која е толку многу богата, толку колоритна и еден огромен мозаик од различни стилови, правци, уметници, ликови, како сакаш наречи ги, и има една многу битна карактеристика што има многу оригинална музика, нешто што Апсолутно. со што можеме да се пофалиме ние, иако сме во нешто лидери во овој ајде балкански би го нарекол простор, тоа сме со оригинална музика. Јас се согласувам. Со продукција апсолутно. не, со не знам, со
Организација. со организација не е, со издаваштво не е, со оној број на албуми колку треба, колку вадиме не, ама оригинални, автентични, онакви екзотични проекти имаме, онака Апсолутно. на претек. И мислам дека нешто што за кое што се разбира, ќе зборуваме во подкастот, ама е многу добро сега да го кажеме дека конечно време ни фали еден македонски джез експерт кој што сите ние заедно, еве на подкастот се предвидени 20 емисии во кои што ќе настават, тоест ќе гостуваат луѓе, не само артисти како тебе, тука има и издавачи, промотери, фотографии, едноставно сите оние кои што ја создаваат оваа джез сцена и сите до сега се согласни дека време е Македонија да добие еден джез експорт и како целина, како македонска джез сцена да биде представена надвор, бидејќи тоа е единствениот начин во кој што институциите би инвестирале во нешто кое што вреди и три пати би добиле бенефит. Би добила државата, би добиле артистите, би добило она изголемувањето на културниот општествен импак кој што и те како ни недостига, гледајќи ги медиумите и она како живееме и што живееме во овој момент. Добро, ќе те прашам покасно за влијанието на джез одделот при угадаш ти, мислам кажа, ти си ајде глупаво е да речеме, ама наше дете. Запознам многу пријатели, запознам многу колеги кои што до ден денес свирише. Филип е тука, Благојче мислам дека Томевски, така, Томевски беше така да, добро, ти си и другари од претходно. Ама мислам дека таа запознавме во принцип. А таму се запознав. Мислам таму почнавме да живееме. Да, јасно. Да живееме. Мислам дека таа конекција направи нешто друго кај тебе, нели, можеби нешто што потајно го носеше да не свириш свинг, само свинг, туку да правиш оригинална музика. И мислам дека во моментот создаваш колку албуми имаш снимено досега? Не знам, околу 20 сигурно. Ете така, значи 20 албуми. За етикетата на PMG, Владан беше, разговаравме за тоа, можеш да кажеш. Етикети, али углавном се за PMG. PMG, Саджафа и селф-релист имаш. Па не, и имаше една од Хонг Конг, заборев како се вика, Јордан Тиеги. Со Јордан Костов. Да. Не е ни битно сега. Добро, како бил. Ама мислам дека таа конекција преку угадаш ти, дека едноставно отвори многу видици, многу патишта, едноставно запозна толку многу луѓе, артисти, уметници во моментот што фативте еден пат кој што, да бидам искрен, на многу не им се допаѓа, што е право, индивидуално, значи мојата музика на секој ако му се допаѓа, значи нешто не е во ред со мене. Знаеш како? Но од друга страна имате еден оригинален израз и фаќате едно место во современата македонска джез сцена кое што се уште не е, тоа е во моите очи, се разбира субјективно мислење, не е доволно признато и нешто за кое што јас навистина зборувам во круговите, ќе ти прочитам, имам такви интересни прашања, дека токму на таа импровизаторска сцена, ајде сега да не бидам скромен, јас сакам таа музика, јас Arts for Art ги гледам, секој нивни концерт го имам изгледано на интернет, сам знаеш, Њујорк Вилијам Паркер сцената, и вие сте наликувате на нешто што е така, што многу ми се допаѓа мене, ми се допаѓа и го сакам тој звук и корените од Орнет Колман па наваму и тоа е еден нов бранд во джез музиката кој што го заслужува да го добие собственото место, така да вие како колектив, како една движечка сила сте многу битни за современата македонска джез сцена. Ајде да ми кажеш збор-два за албумите. Овој го знам, ова е на Скопски джез фестивал што го свиревте. Да, големиот биг бенд, големиот бенд. Да, тоа е Одрон Ричо оркестра. Зборуваше Владан за овој дека беше во топ 5 или топ 10 на Bandcamp. Албуми тоа е тој, така? Не, првиот тој со мостот што беше. Тој со мостот. Тој дефинитивно доби највише признанија. Тој излезе во 15 најдобри изданија за таа година. 2019-18 нешто така. Мислам дека 2019 година. За 2019 беше во првите 15 на Bandcamp и што за мене уште по-битен факт е дека на НПР, National People Radio во Америка, влезе во 400 најдобри албуми за таа година. Одлично, браво. Така да тој и сега многу луѓе бевме и не можешме баш да го Добро, многу нормално. И за тоа можеш да кажеш, да. А ова е во живо што беше свирен на Скопски джез фестивал. Така, овој исто. Концертот е ова, уствари. Така. Тука има ова е микс од две песни
што ги има на албумот и две што ги нема на албумот, значи за прв пат Колку траки? 4 траки? 4 траки има. добро. Првите две се од Немој не го расторите. Првите две се од албумот, третата и четвртата се отсвирени на овој албум оригинално. Аха. Ово исто влезе во топ 10 за мислам дека за октомври месец 2022. 2020 да не беше овој. После го вадевте, 2020 го свиревте. 2020 го За ковид го свиревте? Да, Епа, јас кога свирев. 2020 заедно свиревме таа година. Да, таа година. Да. Мейн стејдж беше тоа на Скопски джез фестивал. 2021 22 го изваивте. или 22 или 22, не се сеќавам. Добро. Влезе во исто во топ 10 за месец октомври на Bandcamp и доби исто многу добра, мислам дека 4 звезди на All About Jazz, добра рецензија доби. Добро, 4 звезди се сериозно. Да. Максимум 5. Така. И беше исто многу добро isproducиран албумот. А тука е колектив од колку луѓе? 15-16 луѓе? Не, мислам дека сме 12. 12. Колку е тешко толков бенд да настапува надвор? Тешко е. Еднаш успеавме да отидеме да свиревме од Цанкариев дом во Лјубљана во Словенија и тоа беше тешко. Тешко е. Со автобус, со комбе, со комбе бевме. Ако си од Норвешка не е тешко, ама ако си од Македонија е тешко. Добро, ај зошто? Да бидеме искрени до крај. Па мислам дека најпрво и основно е тоа што сите се занимаваат прво со екзистенцијални прашања во нивниот живот. Второ е тоа што не постои поддршка од државата, како што постои кај нив таму, нормално. Се многу побогата земја и многу им е полесно да ги експортираат своите артисти. Меѓутоа, мислам дека кај нас има толку многу креативна сила и мислам дека ако се вложува во тоа, мислам дека тоа може да се вистински бум да биде, спектакал онака од креативни извоз на креативни глави кои што се стационирани тука. Нормално. Тоа не се случува и е многу тешко. Еве ги добиваме сите признанија, нели, пишани по интернет. Ама не можеш да ги наплатиш, не можеш да не можеш да го одржуваш тоа. Многу ретко се случува некој да може да плати такво нешто, пошто ипак 12 луѓе се 12 луѓе. Рачунај 12 авиобилети и одма ти е јасно се. Плюс 1 за инструментите, 24. Така. Добро, убаво е кога се настапува во големи бендови, но приватните, бидејќи тој е сепак приватен и убаво кажуваш, состојбата и ситуацијата во која што е државата и односот на луѓето од културата спрема ваквите проекти, за жал овие проекти поминуваат невидливи, иако од друга страна па добиваат толку признание и награди, еве Bandcamp, Jazz Ahead, нели? Тие рецензии и тие квалитетни рецензии од еминентни новинари кај нас ништо не значат за жал. Ако видиш и јас последниот албум имам од Франција највисока оценка, значи must have го имат на Парис в 5 звезди и тоа во Македонија никој не го сподели, никој не му е гајле за тоа дека исто на All About Jazz 4 звезди има, Степс новиот албум. Тоа го видов, да. Издаден е во Франција, значи Бфан, значи тој што е дигиталниот дистрибутер го преплави цел свет, значи на сите радиоможни станици. За Art Melodies, така. Да, за Art Melodies, значи на преку 12-13.000 радиостаници е пуштен. Тука никој ништо не го интересира, така. Така да ние живееме во еден бабл кој што е толку многу затворен и толку многу и мислам дека само не притиска и еден по еден така. Тоа што го кажам на почетокот, ќе си замине, еден си замина, друг си замина, но што правиме со младите, ти си уште во категоријата млади, што тие што допрва доаѓаат и каква сакаме ние македонска џез сцена да има оставиме нив, на прашањето, затоа што Драган ќе си го најде патот, Сашо си го најде патот и ти си го најде патот. Ама што правиме со тие младите, допрво што треба да се едуцираат и образуваат. Значи, што ќе им оставиме нив и каква цена ќе им оставиме, затоа е направена и овој подкаст или видео емисија, подкаст не знаеш да слушаш, ова е со видео. И во која што сакаме едноставно да не слушнат дека постоиме и дека има и вакви алтернативни уметници во државата на кои што и текако има потребна државна или било каква помош.
Океј, а овој албум е Такси Конзилиум, така? Ова е со Филип. Да, ова е првиот албум на Такси Конзилиум со Андреа. Ова е квартет, така? Да, тоа е квартет. И сега колку е полесно од квартет да функционира или 12 луѓе да функционира? Многу е полесно квартет да функционира. Со тоа што нормално. Сликата не е иста, Па, како боја не е иста, ама од друга страна пак да, ама повеќе можеш да го свириш. Да, ама има други квалитети. Например, многу повише можеме да се ослободиме во текот на импровизацијата, што на мене ми се свиѓа. Добро, има логика. Од друга страна е многу покомпактно за патување. И имате и турнеи, ова го свирите. Мислам дека имавте претходната година имавте на турнеја, кратка. Србија бевте. Сега имавме, скоро беше тоа, пред 4 месеци беше. Имавме на фантастична турнеја, имавме многу успешна турнеја. Секаде имавме. Крагуеваc свиревте во СКЦ? Свиревме Крагуеваc, свиревме Нови Сад во ЦК 13 и свиревме во легендарниот култен клуб Квака 22 во Белград. А Квака свиревте, добро. За авангардна публика. И имаше луѓе? Имаше. Белград има сцена за авангардна музика. Има и Нови Сад, има и Крагуеваc имаше луѓе, јас се изненадив. Ама пак во Белград доминира таа мејнстрим струја. Само тоа сакаат да слушаат, нели блус и пиво и само истото го свират. Па да, тоа е вистина. Некако како мислам како копи пасте им се артистите. Кај нас се сите различни, знаеш како. Да, и затоа се многу изненадени и кога ќе отидат македонски артисти, доста се изненадени од тоа во кој правец се движиме ние, знаеш. Обично не очекуваат од држава како Македонија да излегуваат такви артисти со напредни идеи, човече. Пошто ти на пример кога ќе тргнеш уште од постарава рецимо ќе идам до Тони Китановски, кога ќе тргнеш од Китановски, Жлуст, твоите проекти, сите овие нови проекти што се случуваат, кога ќе ги споредиш со грчкава сцена, не, она е доста посериозна од тој аспект, меѓутоа ако ги споредиш и побогата. Да. Ако ги споредиш со други држави, бивша Југославија. Да. Освен Словенија, не можеме со нив. Мислам дека тука идеите што ги прикажуваат музичариве се доста понапредни. И единствениот аспект во кој потфрлуваме е организацијата, издаваштвото, финансии. Види, па и не се најде некој млад човек да рече чекај, па јас ќе ве соберам и ќе работам за 5 бенда, 10 бенда да ги работам. Нема таков, нема. Неколку се обидува, меѓутоа многу брзо се откажа, пошто сватија дека не е тоа шала. Не е толку лесно. Да. Океј, ќе ти прочитам едно прашање што биди искрени, пробај одговари го искрено. Малце долго ќе треба. Не го запамтиш. Да имам фокус. Да. Кој се слаба страна? Не, добар си. Кои се предизвиците на Драган да создава, креира оригинална уметност денес во средина, тоест општество каде џезот е на маргините? Сцената е поделена во мали кругови, благо речено секти. Дали си согласен? Апсолутно. До сега ние не рече дека не постојат секти. Каде поддршката од страна на музичарите надвор од различните уметнички групации скоро и да не постои, или си со нас, или за ништо не те бива, или за ништо не те бива, да. Минорни се радио и ТВ емисиите посветени на џез, не на рака можеме да ги наброиме и дали ги постојат. Изгорана се продажбата на плочи, или хард копи плочи, CD, или дигитален формат е исклучително мала, не можеш струја да платиш. Не да е Боже рента или кредит, ако имаш за стан, готов си. Сега кажи ми, ти како артист, колку ти е интересно да креираш, создаваш и да останеш нормален човек во ваква ситуација, во вакво општество. Како првен, дали си согласен со ова што го прочита? Апсолутно сум согласен. Значи све е точно од А до Ш што кажа. Ај сега кажи колку е тешко. Многу е тешко. Ама од друга страна би ми било многу потешко доколку тоа не се случува. И ни сите овие перипетија што поминав во животот, ако не беше тоа, не знам како ќе завршеше работа. Поради тоа и почнав да се занимавам со ова и тоа ми е главното гориво во животот што ме движи. Али е многу тешко и сум поминувал низ пеколни периоди. Периоди кога сум бил најкреативен, се десило да се периоди кога сум финансиски најинфериорен. Да. И тие две
паралели е тешко да се водат во исто време. Да. Едно со друго. Имало екстремно тешки периоди. Да, те разбирам. До ситуација до влошување меѓучовечки односи заради тоа што тие фрустрации кои се јавуваат Да, да. од Се рефлектираат и на сега рачунај која креативна, експлозија на креативна енергија во комбинација со немање финансии да го реализираш, тоа може да биде многу лошо. Така те разбирам. И кога ќе сте во поголема група на луѓе, бенд или нешто друго, тоа почнува да се распаѓа, го осеќаш како се распаѓа, ради финансии само, Да, нешто те друго. разбирам. Добро, спрема тебе, што е она што недостига во сцената? Еве, јас можам да ти прочитам. Публика, Публика ја не верувам дека не достига добро, публика. медиуми, Медиуми не достигаат. промотер, Промотер не менаџер достига. Тоа или не. нешто друго спрема тебе. Јас кажав експорт дека не фали. Експорт ни фали. Тоа е првото нешто, мислам, што би можело да им даде енергија, потик, пошто секој музичар сака да отиде и да биде чуен, така. Знаеш, секој сака неговата приказна да биде чуен. Да, Ние да, сите да имаме бидеш. приказна да раскажеме преку музиката, затоа и свириме. Секој сака да биде чуена неговата приказна. Јасно. Експорт фали многу, издаваштво фали многу. И јас цело време тоа го кажувам вака кога ќе седнеме со луѓе, пошто Па исто е сега сме седнати исто. Така. Исто, само Гоце беше Стефковски вика, ко заврши подкастот вика, порано вика си седнувавме вака, кафе пиевме и си правевме ова истото. Па Сега да. вика треба емисија да направиме за да седнеме како луѓе да зборниме. Мислам дека не А, достига комуникација. разговор, комуникација меѓу луѓето. Комуникација. Едноставно современото ова инстантно време ги очоечи луѓето. Знаеш како Така ги е. имаш се во рака во телефон, а уствари она природното, пошто ние сме живи битија, знаеш. Кај нас во кодот е да бидиме социјални, да се дружиме, да разменуваме мисли, Така енергии, тоа ама ич го нема во сцената. Па како што ние во кодот да бидеме социјални, исто така во човечкиот код е и да се делиме на Деструктивни да видиме. да се делиме на пак на глутници, На секти. да, за да Шумов можеме избор од секта, кажи. да, Секташи. за да можеме да напаѓаме чопоративно и да се браниме од другите чопори, што е исто така во инстинктот на човекот. Меѓутоа, пошто јас сум познавач на повеќето джез секти во Македонија и во сите секти имам пријатели и секогаш кога во последно време сум малку и дрзок кога зборувам со луѓе, им објаснувам луѓе, додека не научиме да се почитуваме помеѓу себе, додека не научиме да шириме љубов и разбирање, што за мене е главната цел на джез музиката. Љубов, разбирање, додека не почнеме тоа да го правиме, додека не почнеме да си вдахнуваме љубов еден на друг, мислам дека е сувишно за било што да збориме, заради тоа што ако нема љубов на сцената, вистинска, мислам дека тука почнуваат да се кршат работи. Мислам дека ако како луѓе имаме подобра комуникација меѓу себе и ако како луѓе повеќе си даваме едни на други, мислам дека тука почнуваат да се раѓаат убавите работи. Знаеш, јас верувам дека кога ќе си го навлечеш злото и оно продолжува да се шири, Така е. ако си навлечеш љубов, таа продолжува да се да расте и да се шири, така да ја мислам дека љубовта е единствениот закон за тоа, за како работиве да почнат да цутат. Добро, кажа твоето, ајде, можам да кажам, лично видување за она, тоест ти како го помина моментот со Угада Штип, тоест джез одделот при Угада Штип, сега ти прочитам едно прашање, според тебе кој е значењето и влијанието кое го има джез одделот при Музичката академија на Универзитетот Гоце Делчев Штип во едукацијата на млади музичари, градење на современата македонска сцена? И ќе направиме една паралела, например, јас бев млад во 90-тите, ти беше во 2000-тите млад. Во 90-тите имаше по 2-3, ако имаше 3 албуми годината, тоа беше вау, многу беше. Значи на 5 години 3 се снима, да бидам искрен. А сега имаме во современо, во инстантно време, за кое што кукаме, до сега во подкастот имаме 20 албуми ова година. Така е. Значи секоја година имаме 20-25. Кое е влијанието на джез одделот во едукацијата и во креирањето на оваа сцена? Оти
да не бидеме скромни, над 80% од луѓето, а и повеќе од 80, кои што денес фигурираат и На виталната сцена. на витална, велиме за современата македонска джез сцена, или се наши студенти, или поминале, или биле професори, или година-две, па... Или биле затруени со музика од луѓето што завршиле таму. Да, и сега Да влијае. спрема тебе, која е влијанието на оддел кој што се формира од 2007 и до сега, еве скоро 16-17 години, креира, создава, продуцира слободоумни пред се Апсолутно. студенти или млади здрави луѓе, затоа што па ако направиш паралела, еве и во Београд имат джез академија, ама сите излегуваат исти. Тоа е Кај нас ние нема излезено ист, еден со еден нема австрийска излезено. школа. Ајде малце за тоа. Спрема те, твое мислење, твое мислење. Ја искрено сум зборил со джез професионалци и исто сум го тврдел, може да и смешно, може да звучи ме некогаш и смешно кога ги тврдиме овие работи, меѓутоа ова што го кажуваш е комплетна вистина. Јас не сум ни некој, не знам каков познавач на музика, ама па не сум ни лаик, за да можам да приметам дека луѓето што излегуваат таму апсолутно се разликуваат од све друго во околината. Мислам дека главната причина за тоа е тоа што самата природа на професорите, ти, Тони, Јалек, во тоа време беше Бејков, сега не знам кој предава бас, не знам. Подоцна беше Гоце, беше Виктор, сите отворени луѓе, Ванче, Така. претходно Пеовски, сите отворени луѓе, да ти е мерак со било кој од тие луѓе да зборуваш на било каква тема. Значи ние кога ќе влезевме во тие дебати, дали до Лука и Жаки во Во ресторанчето. во ресторанчето, дали надвор Бакнеш, на бакнеш. бакнеш, дали на цигара пауза, ние сме отварале, значи човече сме збореле за не знам за King Diamond, за King Crimson, за Тоше Проевски, за не знам за некои бизарни проекти на Џон Зорн. Еве ми текнува на факултетот неколку пати ни овозможи на нас дојдеме на работилници во Црна Гора, платени, во Подгорица, во Херцег Нови. Таму доаѓавме во комуникација со колеги од джез одделите од другите држави. Така. Да, оркестрите што ги прават. Значи тоа е комплетно друг мајндсет тие луѓе имаат. Така. Значи комплетно друг мајндсет, комплетно друго јаче на размислување. Мислам, јас кога сум седнал со Тони да правиме муабет, кога сум седнал со тебе или со било кој од професорите, ние сме збореле на многу различни тематики, многу различни типови на музика, обработување, што за мене во тој момент беше како се вика тоа? Revelation, како се вика? Откровение, да. Revelation, Така. ослободување. Не, откровение. Мене ми беше откровение во тој момент и бев пресреќен. Изгоре на сето тоа, имавме обезбедени инструменти, имавме обезбедени простори, ние таму правевме проби со сите бендови. Таму се родија сите проекти, повеќето проекти. Значи ти добро, прво начинот на кој што е поставен джез одделот во Штип е по примерот на Беркли. И го има тоа американско влијание, ама и некако и па и се погодивме баш да речам кадарот и луѓето кои што работевме така open minded и Така. на пример мене многу кеф ми беше многу мило кога ќе дојде некој хеви металец. Да. Таушанов. Се сеќаваш? Таушанов е фантастичен гитарист, да го Не, поздравиме. Таушанов не беше, да, хеви металец, он е блузер. Ама дојде со еден Ибанес Лилав така и кога фативме да вежбаме хардбо бибап, стану гледаш дека човекот тој што знае може и се да свири. И сега мислам дека рок н рол пак свири, пак од тоа живее. Ама едноставно знаеш кога ќе му го смениш мајндсетот, кога ќе се осетат сигурни. Например, многу прва работа јас која што најмногу ја ценам, кога ќе дојде некој хеметалец, ќе ми рече јас хеметал не го слушам. Многу ми се бенди тој бен рад колку да ми рече свирам свадби. Ако ти каже свирам свадби, знаеш дека Друга мајндсет. шо и да направиш, дека нема да му го смениш мозокот. Знаеш, ама кога ти дојде некој или од гимназија ќе ти дојде
свирил, Битлз си свирил, знаеш дека човекот е желен да учи и да слуша. Апсолутно. Така да и тој момент е многу битен, но добро, спрема тебе мислиш дека е многу битно влијанието, затоа што еве јас се едуцирав во Софија, Тони во Беркли во Америка, Алек исто во Софија, Оли беше тука. Така да сите ние од негде донесовме нешто, ама мислам дека тој колектив што се направи таму токму 2008 до 2010 така почетоците беа многу битни и правите 3, 4, 5 генерации ти си дел од нив. Така. Излева онака луѓе кои што денес сам кажа имаш 20 албуми. Што И сите тие луѓе што излегува 20 има. албуми Добро, за јас се Македонија. занимавам- Добро, ама ти не си како бенд лидер, ти си како сайдмен, тоа битно треба да се каже, дека учества. Друго е за гитарист да има 20 албуми, Да. друго е тапанар или, Така или е. басист да има 20 албуми. Не, види, некои од тие албуми се композиција, импровизација, комбинација, некои се комплетна импровизација, тоа е исто многу битно. Јас, например, оваа година, од почетокот на годината имаме издадено 4 албуми, меѓутоа сите се комплетна импровизација. Тоа многу олеснува работава. Знаеш, луѓе што Да, работат... сесија се местиш, снимаш и пријатно, тоа е тоа. Што е тоа е. Добро. Ќе те прашам и за тој момент, ама ајде да ги поминеме првен прашањата. Добро, сега во моментот сме во аудиокултура, ти ми кажа дека не си свирел во Не сум аудиокултура. еден од редките што не сум свирил. Тоа треба да го Од смениме. моја издавачка само ја не сум свирил. Од PNG, така? Да. Епа, добро, види, тоа треба да се зборни со PMG да се смени. Дали си запознат со концептот Life at аудиокултура? Апсолутно. И тоа е еден проект кој што трае 2-2,5 години и каде што секоја недела има по некаков настан, концерт, промоција на Така. книга, плоча. Вчера беше Владко Стефановски, беше промоција на плоча, така да ќе ти го прочитам прашањето. Аудиокултура преку концептот Life at аудиокултура успеа да го извлече джезот надвор од фестивалската рамка, права работа. Креираше едно повисоко ниво на промоција на джезот и уметноста, на джез уметноста и генерално на музичката изvedба во живо во Скопје и во Македонија. Впечатоците на публиката се извонредни. Каква е твојата перцепција за ваквиот пристап од музички аспект? Е сега, бидејќи немаш свирено тука, ама си слушал сигурно концерт. Слушал сум, бил на Знаеш како концерти. звучат концертите? Спрема тебе колку е битно што да бидеме искрени, до крај джез клуб немаме ние во Македонија, се уште нема. Нормален джез клуб не постои. Ова е нешто најблиско. Ова е нешто најблиско до тоа, иако концептот овде е првиот, начелниот концепт беше да се слуша музика преку носечин на звук, не дигитално винил CD, ама откако што почнавме промоциите па на дисковите да ги правиме, некако стана култно место па и за лайв перформанс. Така да, ајде збор два и за ова. Што мислиш ти? Колку е битно што джезот во Македонија од фестивалската сцена, бидејќи да бидеме искрени, тука не се свири тезга джез. Така, тука Да. се свири джез, авторска музика, можеш Така слободно е. да се качиш на сцена пред лимитирана публика од 50-60 гости и да свириш собствена креативна музика, Така што е. другите, па не знам кој е, мислам дека и буква ова малото се свири авторска музика и имаше. толку се во Скопје, кај што можеш да свириш музика да не ти кажва газдата, ајде повесело нешто Па, или не знам. да. Дали си имал такви моменти? Ајде нешто повесело. Тоа го имав пред неово време. Ај прве ме остави, Не, батали то да, дај за ова да. да видиме за концептот. Ќе кажеш и за тоа. Да, Колку е битно што слезе од фестивалска во клубска сцена. Така е. И ќе ја направам паралелата после. Во моментов аудиокултура да во буква Котур исто е добро. Да, Котур. Котур прави добри ивенти. Одлично. И Джези правеше добри ивенти. Али за аудиокултура да се задржам на аудиокултура, прв пат дојдов во аудиокултура на Филип Букршлиев трио. Свирија, имаше промоција од Скопски джез фестивал, се фрапирав од звукот, повлевав. Не ми беше верно како звучи. Таков звук, најблиско нешто е што го имам чуено во Фашинг во Стокхолм, во клубот. Зборам за саунд. Значи, на било кој настан да имам дојдено тука, звуков е супериорен во врска со други и мислам дека е тоа, мислам дека е место, Клучот, мислиш дека? мислам дека местово е репер за тоа како треба да звучи.
Ама знам дека е тешко, пошто премала што имате. Така. Многу. Добро, предизвик е да се имаат вакви места, мислам прво најнапред да се креираат, а потоа да се одржуваат, затоа што пак без поддршка на приватниот сектор и мислам дека тука во овој сегмент недостига поддршката од државата, затоа што ова пред се алтернативно место. Во повикот кај Министерството за култура имаше во тие ставките откриваме нови алтернативни места. И сега јас многу пати го кажав во подкастот, ама мое лично мислење е дека тој беше копи-паст од некоја современа европска земја која го пишеле. Друго е ти во Данска или во Норвешка да направиш алтернативна сцена во некој село кај што имаш автопат до селото. Друго е во Македонија да направиш во село алтернативна сцена кај што треба да искршиш колата за и овие во прилеп прават на имат еден тој што беше тој таму имаше Ископје, археологија, Гоце. Да, со Гоце го прават Македонија. како беше тоа Чука, Врбјанска чука. Врбјанска чука. И тие прават и за да стигнеш до таму, што значи да стигнеш таму на таква алтернативна сцена? Сега свиревме во Смилево со Дина. Треба со хеликоптер да додеш. Да, тешко е да стигнеш до таму. Колку е битно средствата, енергијата, силата да се инвестира во такви проекти кај што ќе направиш еден концерт или 2 годината, максимум не можеш да направиш, нема инфраструктура. Или од друга страна да поддржиш вакви концепти, не велам аудиокултура, било каков концепт кој што веќе продуцира култура, значи каде што влијае во културниот импакт општествен. Значи тука овој клуб едуцира луѓе. Публиката е едуцирана, значи тука доаѓаат луѓе кои што сакаат да слушаат квалитетна музика, оригинална музика. Наместо да се трошат пари да откриваме такви нови, инвестираме во вакви проекти, каде што наместо еден концерт неделно има 2 концерти, плюс еден македонски бенд да се представува. И културниот импакт ќе биде 3 пати поголем, и артистот ќе добие работа, пошто нема артистот работа, и државата со вложените средства на ваков начин ќе има 5 пати поголем бенефит, затоа што да не се лажиме, на крај на денот сите среќни весели излегуваат од тука. После секој концерт имаш среќни, весели, насмеани луѓе. Така е. И не ги боли глата, што е многу битно. Ти знаеш во клубовите прво те боли глата, па после не можеш ни да слушаш и на крај не можеш ни муе да напишеш. Ај спрема тебе, што мислиш за оваа моја констатација на крај? Пред се мислам дека овој тип на музика е урбана музика и пред се треба да се негува во урбаните средини. И во градот во кој живееме, иако не сме од Скопје, живееме Да, во Скопје. Скопје. Во Скопје има луѓе кои се гладни да ги работат овие работи. Гледаме дека и покрај сите пречки милиарда што ги има на патот и големата тешкотија да екзистира вакво нешто, постојат места кои го поддржуваат тоа. И мислам дека сите тие места би требало да бидат уклучени во некаква програма кај што ќе бидат финансирани од Министерство за култура, каде што сите Министерство за туризам нека биде, туристи доаѓаат. Така е. Во Охрид може да се направи джез клуб со поддршка на Министерство за туризам. Колку па не се сите што доаѓаат во Охрид сакат да гледат од север од Србија певајки, сакат луѓето и джез. Ете имат джез клуб. Исто и со Битола, И Битола. Мене ми е А зошто ние ги држиме, знаеш како, ние многу е интересно што ние чекаме некој да ни дај, а не го бараме. Па и Министерство за туризам, туристи влегуваат. Министерство за туризам, јас сум свирил 2010 година свирев во Нови Сад. Во Нови Сад се викаше джез клубот Уилс на пианистот на Ѓорѓе Балашевиќ, Александар Дуин, така се вика. И клубот, значи, онај, нели, знаеш како функционираат клубовите, најчесто бендовите ги плаќаат со продажба на ликер или нели алкохол се продава. А Рома кај него имаше оригинална програма која што во делот на програма општината во Нови Сад даваше еден одреден буџет, па немам појма, мислам, не знам, 5, 10, 20 илјади евра само за програма. И од таа, значи од тој буџет едноставно си ги сплатуваја бендовите. И сега не се мешат баби со жаби. Мислам дека ваквите места, значи како аудиокултура и ред други кои што ја кажавме, значи со една таква финансиска инекција ќе произведат 10 пати повеќе култура, ќе има поголем културен импакт отколку да трошиме пари да откриваме
нови алтернативни места, ти знаеш што значи на пример една бина да крениш. Колку пари кошта една бина, едно светло или да однесиш 3 автобуси, луѓе за да те гледат на концерт. Да платиш. Знаеш колку пари? А ова кога вакви места кои што веќе функционираат, едноставно треба да се инвестира во вакви. Па не, ајде да не претерам, ама 2 концерти неделно треба да има и едноставно да тргнат и да произведат култура. Оти не секој е гладен да гледа голем концерт, еве ќе земе филхармонија 600-700 луѓе публика. Јас сакам да гледам концерт за 50 луѓе. Исто. Така, сакам Драган да свири фри. Концерти сакам да го гледаме 50 луѓе да го гледаме. И со поддршка од држава, од министерства, едно, друго, трето, пето или не знам какво министерство, Драган ќе има по 4 концерти во месецот и нема да мисли дали ќе има да ја плати струјата или нема да ја плати струјата. Така за да го слезиме на ниво, било кој што ќе го гледа подкастот да свати зашто правиме муабет. Апсолутно. Оти Драган треба да работи уште 5 работи други за да си плати струја, кирија едно друго. И на крајот најмалце ќе заработи од она што цел живот го посветил. И нема да вложи потребната енергија што треба да вложиш да продуктот му излезе како што треба. Ето така. Види, тоа е уствари трагедијата на општеството во кое што живееме. И од друга страна, ако се вратиме назад, во бившата држава многу повеќе се водеше грижа и за проект, можеби имаше помалце, ама се водеше грижа. Еве беше Филип Динев, беше прв гостин. Филип исто е студент на УГД Штип, преку Еразмус замина. Нели знаеш дека УГД Штип имаме многу силен такви програми за Еразмус и доста студенти Кина, кај немаме студенти. И Филип го пуштивме во Будимпешта и кога заврши Будимпешта аплицираше за Хамбург. Му знаеш приказна. Так. И за вториот албум, овој што му е Ромейн, како беше? Роман. Аплицираше во Министерството за култура на Германија и вика колку поорав толку добив. Оти таму проектите одат, знаеш, тебе ти треба тоа и да направиш, бараш толку пари, ги добиваш парите и ти си должен да го направиш тоа. Так. А кај што се случило, знаеш? Си аплицирал во Министерството за култура? Не сум аплицирал, али луѓе околу мене аплицираа. Бараш 3 за да добиеш 1. Така. Како ќе ги реализираш, како ќе го направиш ти проектот, кој проект кошта толку, значи поставки, да земиме винил. Значи винил 200 да издадеш. 200 винили ти треба 2, 3, 5.000 евра. Така. И сега ти со пари кои што се 1/3 или 1/4 или 1/16, како ќе извадиш? Ќе се сликаш за на наслов од винил, а винилот ќе оплатиш сам. Ми ја сваќаш конекцијата која е. И која е логиката уствари. Да. Како функционира светот, а како функционираме ние. И мислам дека време е тоа да се смени. И најелегантно решение, мислам, ајде ти не знам колку те интересира ова, ама мене ме интересира многу. Пред се буџетот за култура на државата е многу мал, 1,7-1,8 од БДП. А пример Франција има 4, 5 од БДП. И колкава земја Франција, колкава е Македонија. Значи најелегантно решение е да имаме уште 1% од БДП и во распределбата на средствата по самото министерство живата уметност, она сега што се креира да го добие најголемиот дел. Оти доста ги крпиме фасадите на центрите за култура или мислам да треба да ги крпиме. Ама дај да ни живеат уметниците од уметноста, од она, оти види и со Филип и ова го направивме многу во паралела. Вика ќе земам курс 6 месеци, ако сум интелигентен за една година, ќе научам да програмирам, ќе одам ќе програмирам, ќе правам нешто, ќе се занимавам во тој сектор. Ај стани професионален музичар за 6 месеци. Не можеш. Или за една година. Не можеш. Стани професионален тапанар. Цел живот си го посветил ти за да станеш ова што си денес. Апсолутно. И не можеш да заработваш од она што ти е примарна професија. Да, и треба да го напуштам тоа во одреден период за да живеам. Мислам паралелите се Тоа е страшно. Затоа велам, ајде стани ти професионален музичар, тапанар за 6 месеци. Не можеш. Па не можеш. Значи како ќе живеј Драган ако без поддршка од држава и од приватен сектор и од Никако нема да живее. да, ќе треба да работиш нешто друго. Абе, види, ако земам, пошто имам сумирано трагични судбини на мал милион музичари од Македонија кои биле можеби само во моите очи, ама мислам дека не само во моите очи, екстремно талентирани. И на кој начин тие луѓе
завршиле страшно и затоа треба посебен подкаст да се направи од 20 епизоди за да земам под различни под други имиња да ги раскажувам судбините на музичарите што јас лично со мои очи сум посведочил како завршиле многу лошо во животот поради тоа што не успеа да најдат начин да направат, да може да им коегзистира нивната креативност и оној материјалниот дел, нели, јадење, да си платиш сметки. Да, елементарни работи зборувам. Значи, тие луѓе не барале ништо друго освен елементарни работи, биле екстремно креативни, екстремно useful. Да, корисни. Корисни за општеството, за државата можеле да бидат. Како се полесно се изразува на англиски отколку. Па во последно време некако пишеш многу мелови. Па, да, ама и повише комуницираме изгледа со компјутеров него ли со луѓе. Пошто ти викам 2 месеци сум лежам со ногата. И не сум баш у контакт со луѓе. Добро, ќе одиш на турнеја сега со Дина и со Лука, така да. Добро, таму ќе ме возат. Да, добро, ама сепак треба да свириш, тапанар со удрена нога. Не ми е проблем да свирам, проблем ми е да одам. Да се движиш. Добро. Сега кога зборуваме за концептот на градење, мораме во одреден период да ставиме крај на тие на предизвикување на тие трагични судбини на луѓе што пак ќе кажам, не просечно талентирани, надпросечно талентирани. Мораме да ставиме крај на тоа за доброто и на нацијата, за доброто на државата, а и за доброто на животите на тие луѓе. На нашите животи. Да, да се грижиме за и за единките, нели? Тоа е тоа. Градењето на концепти во нормалниот свет, значи во современиот свет, оди од долу према горе, нели? Ти треба да направиш бенд, па да свириш во клуб, па после да одиш на фестивал. Така. Во Македонија има поќе фестивали отколку што има клубови, што гледано од страна на луѓе кои што не се директно инволвирани во сцената изгледа многу убаво, а уствари некако е однопаку наместено цело. Значи ние ама навистина ни требаат джез клубови кај што можеме да излегваме, да ги градиме, да ги формираме и да ги слушаме проектите. Еве Мишко беше Парушев, не знам со неговиот Парисион бенд, значи тој прави проби за да свири еден фестивал и готово, поќе нема кај да свири. Мислам исто тоа е со сите, да не се лажиме. Сега колков е онај човечкиот фактор и одимањето на клубови, клубска сцена во одржувањето на бендовите. Ти прво што кажа се распадна бендот, ти немаше свирки, мислам така. А кога би имало клубови, спрема тебе мислиш дека полесно ќе се одржуваат бендовите и ќе траат бендовите. Ајде. Да одржиш бенд не можеш да одржиш, ама мислам дека рокот на траење би бил поголем. Па да, ако тие клубови, нели, се спремни да можат да финансиски да го издржат тоа, иако не е само еден клуб. Што во Македонија е многу тешко. Али ако постојат клубови, а мислам дека има публика за тоа. Мислам дека ако постојат да ги ротираат музичариве, мислам дека ќе биде многу музичари има, за тоа има музичари. Па да, има музичари. Битни се концептите, битни се какви концепти ќе ставиш. Тие музичари мора да свират некаде и својата музика да ја презентираат и нормално да добиваат пари за тоа. Добро, видиш па во Европа, не знам дали си свирал во големи клубови. Јас свирав во Будапешт Jazz Club 2019. Так. И очу беше толку букиран клубот, знаеш како изгледа Будимпешта Jazz Club. Има две сцени, една има концертна, онака 150-200 публика и една мала има каде што има клубски, она сешан секој ден има. Значи добив термин во понеделник, извадоја некој маđар, мислам унгарец, што требало да свири само за да го направиме. Значи букиране една година унапред клубот. Од Џон Скофилд до најголемите, значи од најголемите свират. И функционира тоа. Значи луѓето доаѓаат, купат карти, гледат, купат седина, значи работи таа работа. Артистите можат да ги продадат своите, не знам, хард копи или
Или некој да плати карта, исто и во Словенија, во Љубљана, Пурличек го свиревме. Значи, луѓето стават навикнати се, луѓето да остават типс, 10 евра, секој човек остави за бендот, ме разбираш? Мислам дека време е начинот на перцепција на музиката и на перцепција на артистот и ценење на артистот да го тргниме од оние ајде се глупаво е да речеме заостанати, ама оние начини на кои што го гледавме во 80-тите, во 90-тите, артистот вака. И само еден ќе биде артист и само еден ќе му купуваме дисковите. Разбираш, мислам дека време е да се надмине. А ќе го надминиме тоа само ако живее сцената, ако се свири, ако има клубска сцена и ако почнат луѓето карти да купат за ова, затоа што уметноста не е бесплатна. Па не, а ние многу често ја даваме така. Поради тоа што имаме многу работи на собрано и нас и сакаме да ги вадиме, меѓутоа дефинитивно ние го имаме тој синдром на идолизација на еден и имаме еден мит за водачот. Митизираме тие и тоа е најак и се споредува со тој и све испод тоа, ако не е тој, мислам дека тоа е многу погубен начин на размислување, лош менталитет. Така. И тој момент на глорификација. Не, го немаме моментот на подршка, го немаме моментот на солидарност. Знаеш, мислам дека тоа е клучната работа што овие во Европа го имаат, а ние го немаме, тоа е солидарност, подршка и пак ќе кажам, љубов према сопствените луѓе, спрема сопствените спрема сопствениот интелект, спрема сопствената авангарда, да наречам. Знаеш, го немаме тоа. Да. Имаме еден лош момент во менталитетот да ги газиме тие луѓе и да споредуваме, многу е лошо кога ќе почнеме да споредуваме работи и тука се раѓа една многу лоша енергија. Добро. Тоа е. Ај сега ќе те прашам за, мислам, ова е добро, ама мора да ја смениме темата малку. Да. Дали знаеш колку джез фестивали има активни во Македонија? Па, прво, Скопски джез фестивал, Стиба джез фестивал. Колку бројка кажи, дали знаеш? Па не Јас знам. ќе ти ги прочитам затоа што никој до сега не пободи колку има активни, па ниту знаеше колку изданија има. Али Мислам- има една интересна бројка, значи, убава бројка. Па, вајде ќе ме изненадиш, ама јас би рекол 10. Да, точно 10, ти си првиот што погоди. Ама не види овде, пошто не се. видов, стварно не видов. Океј, збор 2 за джез фестивалите во Македонија. Каков е вашиот однос со луѓето во организацијата, особено кај оние задолжени за програмското уредување на програмите и колку сте задоволни дали се служувате со различните концепти кои се застапени? Е сега како концепт, знаеш, кога се прави програма, некој, на пример, еве вие PNG, пошто рече мојата издавачка куќа, мене многу ми се допаја тој концепт и и на Владан му кажав, имаш издавачка куќа, имаш сопствени артисти, организираш фестивал, си ги промовираш изданијата и тоа е многу одлично. Сега можеби ви недостига соработка и со другите фестивали, некој од вашите доди на еден фестивал, од другите фестивали, ама тоа е веќе во доменот на conversation, комуникација што ја немаме. После концептот на, не знам, на Скопски джез фестивал да ги носи, бидејќи реално според буџетот и според инкамот кој што го има Скопски джез фестивал, единствено може да си дозволи да има онака мега звезди и тие мега звезди секоја чест како успеваат да ги букират и ги донесат, затоа што тој концепт има па многу оригинални проекти. Например, со Оливер го правевме муаветот со Белопета, кога заврши последниот, Златко Каучич, триото, авангарда, не знам дали го гледаше, беше убедливо најдобриот концерт. И сега Само тој го испушти. тој беше најдобриот концерт, и во бекстејдж зборавме со Оливер, вика, ова беше тоа е тоа. Сега, ама тие се джемс на сцената. Златко нема да го видиш мејнстрим на 30 фестивали да доцвири, не, ги бира фестивалите и мислам Оливер и Скопскиот джез фестивал има таа способност да ги одбират најдоброто во вистинскиот момент. Мислам едноставно и тој концепт е многу добар. На пример, ние на джез фабрика, ти си свирал на джез фабрика,
Така во првите изданија. На првото издание. На првото издание со Шикачи. Па ние имаме концепт каде што ја поддржуваме сопствената продукција македонската сцена, од продукција на 9 концерти имаме 4-5 секогаш македонски бендови и едно место имам секогаш резервирано како организатор на најдобриот студентски бенд од УГАД, од джез одделот, свири во Камарите, во клубот Камарите, и тоа ние некоја традиција која што ја правиме од почетокот на, па и вие свиревте во Камарите. Така беше, да. Ете така, од првото издание. Потоа имаме ред други концепти. Колку спрема тебе е битно да имаме различни концепти и джез фестивалите да не наликуваат еден спрема друг, и прашањето беше каков е вашиот однос со луѓето задолжени за програмската реализација, после ќе ги прочитаме фестивалите за да знаат и луѓето што ќе гледаат подкастот дека Македонија навистина е богата со джез фестивали, само треба да се инвестира и да не ги прават луѓето промотерите на мускули да не знаат дали ќе го затворат или нема да го затворат, или ќе го отворат, или дали ќе има фестивал или ќе нема. О, принцип имам свирена сите овие мислам. Не, ги немаш сите свирена. Сега ќе ти ги Не, прочитам. аз го немам свирена. Ето, чекај, остај сега ќе ги читам. Кажи ти Добро, нема за врска. концептите. Прво, затоа и тргнав со свирењето, имам фантастичен однос со сите организатори на било која од овие На фестивалите, добро. Едино не ги знам луѓе во Тетово, ама и таму имам свирено, со Тони. А имаш свирено? Да, со Тони имам браво. свирено таму. Немам проблем со никој, имам фантастичен однос со... Ама спрема тебе, колку е битно да имаме различни програми кај фестивалите, бидејќи како што имаме различни артисти, како што сцената е една широка лепеза на бои и на еден мозаик, јас го велам, мозаик на различни видувања и движења во животот. Толку има многу креативен, да не се лажиме. Чест, мислам дека и концептите кај фестивалите се многу битни. И мое лично мислење е дека што повеќе треба во сите овие фестивали да инвестира државата, бидејќи единствено преку култура ние можеме да бидеме, тоест културата е репрезент на она што сме ние сега во моментот. Со друго не знам со што можеме да се пофалени. Со спорт сигурно не можеме. Јас сум задоволен каква програма тераат фестивалите во Македонија, со тоа што сите се различни. Значи ти се допаја тој Ми се концепт. допаја апсолутно ми се допаја све што се случува на креативен план со джез сцената во Македонија. Единствено проблемот е со финансиите. Да. Фестивалите се супер, сите луѓе тука имаат сите фестивали си имаат свој филм. Сите раат свој филм. Значи за Скопје джез фестивал кажавме сите други Тоа и натаму. Скопје во последните 2-13 години ја поддржуваат и македонската сцена, нели, Точно, преку СДЖФ, да, издавачката куќа и ама и концерти има, нели? Да. И концерти дел во МКЦ, дел во Така. МОП, така да има и македонци свират, што мислам дека во минатото не беше во беше минатото, малку затворено, ама тоа е многу битно. Ама во минатото немаше ни артисти толку. Немаше Мислам артисти. дека тоа е целата. Немаше проекти толку квалитетни. Јас ќе ти кажам за твоето трио. Јас твоето трио сум го слушал мал милион пати и сум свирал со тебе. Така. Меѓутоа, што значи да те чуја прв пат кога ти го слушнав триото на Скопски джез фестивал, на тоа звучење, во тоа атмосфера, значи сега тука си го гледал Марк Тарнер, Джейкоб Бро го гледаш и Сашо Поповски на истата сцена, на истиот звук. И тогаш сваќаш колку ствари не сме далеку со работиве. Да. Знаеш? Прв пат, значи сум те слушал на милиарда места, меѓутоа кога те слушнав таму на тој звук и на таа сцена, тогаш сваќаш каков е вистински артистот. Да, добар концерт беше, тој беше во 2020 во МОП. Да. Ама мислам дека давањето шанса на посебно на Скопски, бидејќи многу реномиран е. Како не? Лайв стримот го гледа преку 5000 луѓе во живо. Значи Да. што беше така да и следните 2 години штета што ковидот малце тогаш пресече една година, а од 2021 22 преку 30 фестивали отсвирив надвор Так. со триото, што беше многу битна и одскочна даска и сум многу благодарен за таа шанса. Ама не е само Сашо. Има многу квалитетна и убава, интересна музика кај нас. И мислам дека што повеќе им се дава шанса на македонските, на нашите, на домашните артисти,
дека благодет ќе имаме сите. И мислам цела држава ќе има благодет. Апсолутно. Ај ќе ги прочитаме сега фестивалите за тие што првпат ќе го гледаат подкастот. Скопје Джез фестивал 42 изданија во континуитет. Офест многу рекам, ама тој не е джез фестивал, за мене Офест е джез фестивал, затоа што на пример африканците, бидејќи коренот на джезот, да не се лажиме, е Африка и да гледаш во она оригинална форма е многу повеќе джез од она што други сакаат да ти го кажат како джез, така да Офест Скопје 23 изданија. А Стибо Джез фестивал 14 изданија со прекини, ми рече дека не си свирил тука. Тоа е единствено. А на овие си свирил Скопје и на Офест си свирил. Да. Прилеп Джез викенд 12 изданија. Си свирил? Да. Денес се е джез, тоа е Ивни Пајко Гоце што го прави Да, ја фестивалот. се. Джез Фабрика Битола 7 изданија си свирил. Куманово Джез фестивал 7 изданија. Сум свирил. Сега не знам дали има ова година. Па мислам, Не знам. не знам. Како било? Тетово Джез фестивал 6 изданија, каже дека си свирил. Кај Вардарот Джез Скопје 5 изданија, тоа е во издавачката, така што кажа мојата, во твојата. Мислам, не е моја. Не, да, ја осекаш како да. твоја, да, нормално. И Арт Генератор Велес 2 изданија. Тука си свирил? Сум свирил, да, со Браво, супер. Значи тоа е кај Славчево ова што го Да. прават. Тоа е многу интересен, многу авангарден и убав фестивал и мислам дека просторот супер е иднина има тие затоа што се добри ликови и знаат што прават. Така да и тој фестивал треба Имаат супер простор. да апел до државата, иако е 2 години, 2 изданија, да го Гледав, поддржи. Лани имаше концепт интересен, Дине Донев беше со 3 концерти свиреше? Да, целодневен, тоа беше фантастичен концепт од слободна импровизација. Дине Донев, Коста Стеодору. Да. Сега одбери. Дине Донев. Да. Супер му беше. Да, има тие интересни такви авангарди. Мислам дека ако не се лажам, дека со Берлински имат некоја како што е Берлински джез фестивал, така го прават, ама супер, окей. И Јас им посакувам супер само концепт. да расте. супер тоа е. концепт е тоа. Да. Добро, ајде меѓу последните прашања. Имаш настапувано надвор доста. Во регионот, ама си бил и надвор, мислам, вака Италијан надвор, да не од регионот. Не сум свирил джез во Италија, али сум свирил во Италија. Добро, не кога мислам не Италија, мислам надвор од регионот, нели? Секаде сум свирил. Така, нема. добро. Сум Сподели го со гледачите на подкастот твоето искуство, како дошло до соработка и што беше пресудно за ангажирање твое надвор. Бидејќи млади луѓе ќе го гледаат и сега од една страна кажуваме свиревме, јас преку 30 фестивали отсвирив, ама сакам твоето лично искуство. Што беше пресудно за да свириш ти, да речеме, не знам, во Франција си свирил? Или одбери некој настан што си го свирил джез. Или world music, мислам. Но, Слободно. мислам, Пошто и толку многу бендови свири што нека биде world music. Некој искуство, како дошло до букирање, колку е тешко да најдеш промотер, па или да те стави во програма некој на не ми фестивал. било тешко заради тоа што ми било занимливо да ги работам тие работи. И да барам, и да се малтретирам, и да се мачам, и да пишувам мејлови, и да запознавам луѓе, и вмрежување, и сите тие работи, тоа ми е, знаеш, ја доста време и по шоукейсови имам поминато, доста време имам поминато и во хардкор сцената, и контакти имам остварено, уште од дете работам со такви ствари. Извини што ќе те прекинам, спомна шоукейс. Колку е битно да одиш на шоукейс и колку очекувањата ги оправдуваат, не знам, реално она што се случува. Но ти одиш на шоукейс и што правиш, ги бркаш луѓето? Мислам, ова може ми разговорно да го направи. Пак ќе ти кажам, со мене е многу различна ситуацијата, пошто кај секој човек е различна ситуацијата. Со мене е многу различна ситуацијата, пошто ја веќе почнав да одам на шоукейс, таму сите ме знае, бев изненаден. Многу луѓе ми ствари мене ми придуваат. Ова ти кажувам од шоукейсовите искуството. Каде шоукейс? Тука на Пин или некој друг? Било каде, дали мен, дали Шип, дали не сум свирал на сите шоукейсови на Софија. Секаде сум свирал. Софија кој? Овој што е Спајк, Мајка? Да, Руд Колева, Софија. Лайф, Live Live, Music Conference. Добро. И обично Ма таа, нема джез таму, не е джез тој. World Music има. Не сум, еве имав скоро сусрет со
со делегат на Jazz Ahead. И во Шибеник беше, на Шип. И вака седам и еден ми приде за интервју Драган Вуковиќ од Босна. Изборев со него и тука дојде една девојка и вака го гледам тоа, гледам дека Jazz Ahead и викам, извини, може да те прашам? И онака малци агресивно влегов во конверзацијата. Што имавме ситуација кај што Васил Хаџигрудев, еден басист од Бугарија, имаше пишано на Jazz Ahead, онака као манифест зошто балканските бендови. Го знам тој. Тој и го туркаја тука во Скопје, бидејќи беа Мила и Рут и имаше представник од Jazz Ahead и едноставно И Васил имаше пишано зошто балканскиве бендови, и ја тука сега која видов оваа, ми текна на постот на Васил, ја прашав, зошто балкански бендови, ама ние не знаеме, и почна да ми се правда, еве ти моја визиткарта и нема да ти одговорам на мејл, да. Јас ќе посредувам било што, и еве тоа си остана до ден денес така. Да. Али у принцип шоукейсовите може да ти помогнат до ситуација на тоа додека тие имаат корист од тебе, мислам дека некој од шоукейс нешто сериозно направил, не верувам, заради тоа што ти ќе отидеш на шоукейсот, меѓутоа мораш и самиот уште многу да работиш, за да се вмрежуваш, мораш да бркаш таму делегати, мораш да одиш на тие конференции сите, да слушаш, да се запознаваш со тие луѓе, константно да трошиш енергија и средства за да останеш во контакт со нив, и така е прашање. Јас мислам дека јас се согласувам со тебе за ова, затоа што ние шоукесот, значи ти ќе ги спомнаш шоукесите, не се за джез музика и прво тие се за музичка индустрија. Значи во Старце има толку многу различни стилови што таму не се знае ни кој јаде ни кој пие и ти не можеш да стигнеш сите да ги гледаш. Не, тоа знаат кој јаде и кој пие, другите работи. Така тие што ги организираат многу добро знаат кој јаде и кој пие и кој плака, и ако направиш анализа дека на шоукес ако има 100 делегати, 80 стално истите на тие што ги спомна на шоукес истите се вртат, и ти станува одма бизнисот јасен. И сега работа што не ја знаеш, а не ја знае скоро никој во Македонија, има еден контест, се вика Seven Jazz Clubs Contest од Италија. Јас сум единствен од Македонија жири. Така. И на првата година, значи 10 години трај тој контест, победник на тој контест, дали знаеш кој беше? Не. Гилад Хекселон. Каде е кариерата на Гилад Хекселон сега? А каде се трчањето по шоукейс и пола? Апсолутно. И можам да ти кажам дека толку многу, ама ова е светски надпревар, ама каде што има 40 светски, значи од Америка, да не набројувам, затоа што не е во прилог на тука ја промовира македонската сцена. Ама сакам да ти ја направам паралелата затоа што многу битно е кога се трча и кога се барат тие луѓе. Не можеш ти 50 делегати да поминеш, одбираш двајца, одиш се среќаваш со нив, пиеш пиво, кафе или не знам што и имаш да кажеш толку е. Затоа што многу е непродуктивно ти да останеш 3 дена, 5 дена или не знам колку на некој шоукес, да ги потрошиш сите дискови во тебе, што знаеш на крајот ќе завршат во канта. Така да за младите посебно или за оние што се уште се немат изгорено и за да не се изгорат, значи аплицирајте на вака овој Seven Jazz Clubs Contest е многу добар затоа што има бенефит, има. Сега 10-ти победник на него се вика Мауро Сигура, свири на уд, свири арапска музика од Италија и го сретнав на Нишкиот джез фестивал, свиревме заедно. Фантастичен дечко со фантастична музика, така да неговата кариера вака ќе замине во наредните 3-4 години. Така да, ако има млади, ако ги интересира, јас можам и за тебе можам да ви дадам конекции да си аплицирате, значи видеото дојде како реклама за нив. Видеото може да го снимиш во Скопје, го пушташ видеото, не кошта многу, 50 евра и влегаш во глобална сцена каде што може и утре да биде избран твојот проект. Така да, најбитната работа е да ги одбирате, не да трчате по сите шоукеси, затоа што шоукесите се направени за да траат и за да генерираат мюзик бизнис, уствари 80 луѓе што си се вртат и да си заработуваат и тоа е фала пријат. А
артистот е секогаш искористениот, мислам. И ќе добиеш награда и ќе добиеш и ништо нема да ти смени во животот, Шоукейс е затоа една од што најлошите експлоатации. ништо не менуваат, но ако одиме на реално, на пример Джезахет, ако оди Драган, ништо нема да направи сам. Ако оди Сашо, ништо нема да направи. Ако оди Петко Трајко, нема ништо да направи. Ако одиме како македонска джез сцена, тогаш сме видливи во очите на Европа. Тогаш имаме издание, имаме 30, 50 изданија можеме да донесеме. Само PMG може 30 hard copy да направи за Джезахет. Така е. Tallinn Music, Vomex, Injazz, Барселона, you name it, има еден куп. Јас ќе ви ги кажам кај треба да се оди. Јас ќе бидам дел од тоа, сакам да бидам дел од тоа, сакам да помогнам и на Драган и на сите да го направиме тој македонски джез експорт и едноставно да видиме видливи. Секој еден проект ќе си го најди, како се вика, местото и патот, затоа што има толку многу фестивали што сакаат авангардна, импровизирана музика. Драган ќе свири нај. Има некои што сакаат ориентална, нешто со world music, нешто што јас ќе свирам. Има фестивали што се за мејнстрим, другите ќе свират. Нашата сцена е многу богата со различни стилови, различни правци и секој ќе си го најди место. Тоа ми беше зборот. Така да, тука сум за да помогнам на сите. Благодарам. Значи тоа за шоукесите, натаму извини се. За ангажирањето, како стигна до ангажирање на некаков друг? На многу различни начини. Сум работел со македонски артисти, сум работел со артисти од таму. Рецимо, додека работев само во хардкор метал сцената, доста свирев по Европа. Ба добро, тоа панкерски е тоа сега, тоа. Па да, ама и тоа не е, мислам сум одел по 30 дена на турнеја низ цела Европа. Сега направи го, сега не си толку млад, Сега да не можам, да. 30 Ама дена. сега на пример, Зато велам панкерски е тоа. да. На пример со Евгенија доста имам шетано, бевме таму негуваме нели традиционална музика со модерни аранжмани. Евгенија е фантастичен. Тоа беше преку менаџер. програмата Мост, добро е да кажеш. Па или преку ние Мост, ама бевме дел од например програмата. бевме рецимо бевме во Франција, исто свиревме. Ама тоа беше наградата преку Мост што ја преку Upbeat што ја доби наградата. И Така? преку Upbeat. Ете така. Значи битно е да ги кажеш пошто ќе гледат млади Так. луѓе како се стигнува бидејќи патот. Да. Знаеш колку е тешко сега некој в гаража што има најдобра песна. А в гаража е уште, знаеш. Битно е да му се каже патот на луѓето, дека добро Мост заврши за жал сега тој проект веќе не функционира. Ама Upbeat платформата каде што победи, така? Така. Сам таа исто е интересна платформа и сега кога нареден македонец ќе победи, чисто сумњам, да бидеме искрено реални, ама од друга страна пак е одскочна таска. Океј, некој друг Така. настап, нешто со джезот, со ова, тоа ми е побитно, мислам поинтересно ми е. И принцип, пошто сум поучен од моето функционирање во хардкор сцената, на тој начин функционирам и во джез сцената, заради тоа што джез сцената, како и сите други сцени, има андерграунд струи. И мене вмрежувањето со тие луѓе ми е многу полесно неголи со мејнстрим или обичната джез сцена. Заради тоа што мојот начин на работа е многу поблизок до... И сега имаме еден многу добар соработник, Буки од Црно дете, они се белграѓани и се многу големи фанови на Такси Конзилиум. И он ми отвори многу контакти на Балканов и многу лесно почнав да букирам места и клубови. Ама нешто што е клубови кои што се во доменот на вашата музика, така? Во доменот на Фри и слободна мисла. Така е. Меѓутоа нашава музика е многу кросовер заради тоа што поготово за Такси Конзилиум, Такси Конзилиум има многу кетчи теми уствари. Бука е многу интелигентен композитор и темите на Такси Консилиум се многу кетчи, луѓето ги пеат и ги гледаат како химни и затоа имаме толку и публика и во Скопје и секаде кај што ќе одиме. Так. И многу луѓето многу брзо ги памтат темите и покрај тоа што ние од толку лесни теми се впуштаме во слободна импровизација, но сепак пак се враќаме назад во тие теми, луѓето ги гледаат како химни, веќе дури ги пеат човече, пошто се многу лесни. И секаде многу брзо ни расне публика. Така. Во Белград продававме 300 карти, што е
300 карти, браво. Лудило. И најолеснителната околност за такси конзилиуми за пробивањето надвор од Македонија и надвор од регионот е тоа што имаме харизматични настапи. Мислам дека тоа е најбитно од се. И многу ни помогна Буки од Белград. Многу ни помогна и пошто човекот ги има контактите, не слушаа во Битола. Свиревме во Битола на Бојан Станич организираше. Нешто беше поврзано со издаваштво, со книги, се извинувам, не го памтам, и таму не гледа и тој рече: "Вау, сакам да ви го отворам патот." Нема проблем, отворени сме за тоа. Од друга страна, многу ми помогна со мрежување факултетот со тоа што не праќавте по разни работилници. Таму запознавме многу луѓе не запознаа. Го видоа тоа што го поседуваме како креативци, како музичари. Третата работа е тоа што ти кажав, имам работено доста букинг во хардкор сцената и тоа ми... Добро, кога сме кај младите, неминовно е да знаат дека во старт, не во старт може би цела кариера. Јас цела кариера сам си сум и букер и промотер и направивме на малечка таква менеджмент компанија, JFF Booking Management, што функционира онака со 1-2 артисти, 3 артисти, колку за да бидеме и ние представување на еден малце повисок левел, да не биде дека Сашо или Драган сам си вара, бидејќи тоа е еден многу битен момент кој што во старт треба да се надмини. Но битно е, еве, млади луѓе кои што утре ќе почнат да се занимаваат со оваа работа, ја сакаат оваа работа, да го научат патот дека личните контакти во нашата джез сфера или во како сакаш земи во европска или во се најбитни, затоа што она информација што ќе ти ја даде, што го кажа црно дете, црно семе, црно дете, буки, црно дете, буки, видиш тој ги знае контактите таму, па ти ги знаеш контактите тука, па некој ќе се сретне по патот, ќе најдеш од друга земја, едноставно тоа така функционира. Иако, да бидеме до крај искрени, левелот не е оној кој што тебе утре пак се враќаме на она горката вистина дека ќе ти ја плати струјата. Во така едноставно ќе те исполни, како се вика, она духовно, што е во старт најбитно, ќе ти биде кеф да свириш, ама знаеш дека сето тоа одење дотаму и назад повеќе ќе ти биде на штета отколку дека ќе добиеш, ќе заработиш нешто. И токму во вакви моменти, знајќи колку е тешко да букираш надвор, мислам дека треба да има она поддршка од државата, кај што ќе рече: "Чекај, Драган, вие имате 5 концерти, еве ви толков буџет, барем да јадите, да пиете, патот да ви биде платен, да спиете негде." Така, не мора да биде тоа, не знам, Хилтон или не знам што, ама да не спиеш кај некој нагости дома. Ете така. Тоа го имат, например, овие високо развиените земји. Јас знам за артисти од Франција, годишно ако имат 5 фестивали или надвор излези од Франција, им е платено пензиско, здравствено, едно друго, и добиваат онаков минималец за да можат нормално да живеат, значи не да бидат небогатите луѓе, ама добиваш приход од државата затоа што си артист и затоа што ја представуваш надвор од државата. И колку ќе ти биде тебе лесно да добиеш некаков минималец, еве наједноставно кажано, бидејќи претпоставувам се уште си невработен. Значи да добиеш некаков минималец за кој што ти ќе даеш 5 концерти надвор од државата, ќе ги направиш тие без проблем 5 концерти, и тоа не ќе направиш 20 концерти, ти и твојот бенд, и ќе можеш, не треба да мислиш дека треба да дојдеш да работиш нешто друго за да не умреш за јадење. Разбираш? И вакви моменти, значи има во министерство тие што се за независни уметници, ама плаќат пензиско само. Пензиско и здравствено, ама што е пензиско и здравствено? Ти треба пари да јадиш. Ме сваќаш, така да ако треба да се направат измени во некакви закони или било што, кои што се темелат на подобрување на животниот стандард на луѓето кои што креираат жива уметност, сега и одма е времето и моментот, за да не треба. И Филип беше вика, работам во нешто работи со компјутери, со
со веб, не веб видео дизајн нешто, вика не можам, вика полудев, вика не можам да седнам да напишам нова композиција, да бидам креативен, нешто. Полуден сум на компјутер 8 сати видео миксинг, што и да прави, како вика мири да фатам, да заминам и повторно. И сега од една страна се бориме младите, имаме среќа Филип се врати, беше Германија. Ама ако продолжи вака, ама вака се замени, многу нормално. И сега се надевам дека некој од хиерархијата во државата ќе го гледа овој подкаст или некој ќе му дошепни дека треба да се грижи за луѓето што создаваат уметност и крајно време да се посвети внимание, затоа што со една минимална плата луѓето како Драган ќе допринесат 10 пати повеќе од колку некој кој што ги држиме вака се уште од пред 30-50 години вака на тронот и ја не знам зошто. ајде да не навлекам до крај да не одам. Да. Може. Мислам дека време е државата да си ги отвори очите и да подаде рака на вистинските луѓе, на вистинските креативци кои што живеат за уметност и за култура. Ајде од нив си и ти. Мора да ја согледаат моменталната ситуација во државата, а моменталната ситуација во државата е тоа дека има убедливо најголем број на артисти кои работат многу оригинална музика. Сите работат оригинална музика и сите се разликуваат едни од други. И тоа е вистинска реткост било каде во светот да го сретнеш. Мислам дека ги познавам регионалните сцени на повеќе места во светов. Мислам дека македонската сцена моментално е една од највиталните што се тиче креативност, оригиналност, иновативност и вистинска живост, пошто се случува без пари, се случува на погон на собствената волја за творење. Така. Се случува луѓето ги раззабуваат најградите корнери на градов, на држава со тоа што свират вистинска музика која што моментално се создава, живее и ако државата не погледне таму и ако не подаде рака, тоа ќе исчезне како и се претходно што исчезнало секое движење во Македонија, така да една порака, а јас не знам зошто, од каде во последно време имаме позитивно пречувство во врска со. Ајде, само нека се сменат работите. Само нека тргне работата напред. Стварно имам позитивно чувство, мислам дека нешто ќе се деси од ова сето. Такво чувство имам, можеби грешам, ама Види, многу едноставно може. Како што рековме, не на рака се брои, не на рака, па и реално луѓето представници на оваа джестена не на рака може да ги зброиш, ајде на 4 раце, пошто ќе бидат 20 подкасти. И треба само едно разбирање, еден conversation да имаме со структурите и едноставно луѓето кои што стопанисуваат или бидејќи да не се лажиме, министерството е сервис на граѓаните. Едноставно нека прашат како треба, ние ги имаме идеите, знаеме како да го направиме. Ние ќе го направиме, само поддршка, средства, финанси. Апсолутно. И за 2 години ќе имаме најдобар джез експорт. Затоа што оригиналноста која што ја има сцената, никој во околината не може да ни ја побие. И мислам дека тоа ни е главниот тригер кој што ќе не тргне надвор. Замисли ти да го имаме тој финансиски. Еве Естонија земи, Естонија колку Македонија. Така. Tallinn Music Week како изгледа? Фантастично. Колку пари даде државата за да Естонија? Така. Што исто Каде беше што е- држава, не е. Да, 8 месеци не можеш да живееш таму што е ладно. Ама и не е, значи ај што не можеш да живееш, не е баш и богата држава. Не е богата држава. И како територија сме горе-долу исто, и по народ и по територија. Како изгледа Tallinn Music Week? Како изгледа Кајнас Music Week? Така. И што правиме ние, што прават тие. Не треба да не збораме за Норвешка, за скандинавските земји. Тоа е страшно. Или Полска каква има поддршка. Поляците колку имаат поддршка за джез сцена? Човек, јас свирев Краков на фестивал Ланки, не знам како се викаше фестивалов. И јас се фрапирав каква организација имаат поляците, од германците се подобри, мислам дека во последно време. 2021 свирев јас во Полска на час джез фестивал. Тоа е едно малечко место како не знам како Берово. Има инвестирано во концертна сала за поддршка на местното население за да не мигрират во Краков или во Варшава. Има ја само за звук, сцена и светло 200.000 евра. Европски фонд за квалитет на живот на луѓето во стари нови части, тие се 2 дни. Как малечки како. Така и нас во
во центрите немаат за сцена за звуки, за инвестирано толку. Да, ама тие прво си имаат решено урбаната сцена. Значи малите места да видиш како живеат. Значи имаш инфраструктура, автопати. Не знаеш каква средена, фантастична земја. И сцената, джез сцената е добро, имат пољаците имаат традиција, не само да не се лажиме, ти комеда од Станко, уште од 70 години имаат, неверојатно. Ама и пред тоа имат, не. Таа сцена, а многу ни е блиска таа освари сцена. Знаеш, ние имаме и исти зборови, знаеш, како language. Иста меланхолија. А и се многу интересни, да. Септември ќе имам турнеја низ Полска, Варшава, така да ќе ти кажам како ќе поминеме. Треба поминеме добро. Фантастично е. Океј, едно од последните, ако не е предпоследно прашање, знам дека не киш да те викат или да те декларират како джез музичар, ама кога не би бил музичар, Драган, што би бил друго во животот? Етнолог, антрополог. Мислам дека. Каде таа? Не знам, така тоа ме интересирало во животот. Покрај музика многу не знам, најверојатно тоа ми е другата љубов. Мада во последно време не се замарам со такви теми, а многу во животот онака се посветив на тоа. Влюбеник сум многу и во природата и мислам дека ако не би бил музичар, дека би работел или етнолог, ама и тоа исто е неплатена професија. Така да мислам дека третата професија идеална би ми била ренџер. Ренџер, да. Супер. Добро, и за крај една порака за младите, оние што доаѓаат утре некој што ќе седи на твоето место. Само една реченица имам да кажам, а тоа е немојте никогаш да правите компромис со тоа што го имате во себе како креативци. Можеби ви се чини неисплатливо, меѓутоа борбата секогаш се исплатува. Жив здрав, фала што беше гостин во подкастот Джезот денес, подкаст наменет за прв човек што ме поканува на оваква работа. Па добро, јас во овој подкаст ќе видиш многу интересни гости имам гости од различни профили, затоа што артистите и уметниците не ја прават оваа сцена, ја прават и новинари, фотографи, промотери, директори на джез фестивали. Така да идејата беше да го представиме сиот колорит кој што го има оваа сцена и така да мислам дека со овој современ начин да представуваме, бидејќи реално по телевизија не можеме. Ти добиваш 5 минути, за 5 минути не можеш ни да кажеш со кој си свирел, кај си снимал, не е нешто друго, а вака на времето што беа кафе муавети, сега се вакви муавети, така да фала ти уште еднаш што беше гостин и се надевам дека кариерата после овој подкаст вака ќе ти крени напред. И јас се надевам. Јас сум задоволен, ама колку повеќе толку подобро. Така, секогаш е така. Да. Фала ти на тебе што ме покани, беше вистинско задоволство да збориме и фала ти што си првиот што му текна да прави ваква работа. Јас сум Драган Теодосиев, а вие гледате подкастот Джезот денес, подкаст наменет за поддршка на модерната, авангардна и импровизирана музика во Македонија.